Преку програмата на Министерството за здравство за континуирана едукација на македонските лекари во најразвиените болници и здравствени системи, досега се едуцирани 2438 здравствени работници, и тоа во врвни медицински центри во Европа и САД. Околу 70% од докторите кои биле на едукација веќе применуваат нови методи во јавните здравствени установи во Република Македонија. Ова е системска мерка која што ја воведовме пред неколку години, со која што сакаме да постигнеме докторите кои што работат во јавно здравство да бидат целосно во тек со најсовремените методи и техники кои што се користат во најразвиените болници, во најразвиените здравствени системи во светот. И на тој начин, преку нивна континуирана едукација, да се овозможи трансфер на знаење и примена на тоа знаење овдека во Република Македонија. Тодоров појасни дека станува збор за едукации кои се со различно време траење од околу 1 месец и повеќе, така што македонските доктори имаат можност да ги надградат своите знаења, но истовремено да го осознаат начинот на организација на работата во установата, па и во тој дел да стекнат нови искуства, со кои би ги унапределе и улесниле процесите на работа во свои тематични установи. Станува збор за широк спектар на области во кои е едуциран кадарот, и тоа доплер сонографија, доплер на периферни крвни садови, ехокардиографија, еходоплер во нефрологија, педиатриска алергологија, дигестивна хирургија, анестезиологија, ортопедија на вилици, зави, физикална медицина и така натаму. Во универзитетските клиники Чапа и Черапаша, Истанбул, Турција, каде што се едуцирани вкупно 40 доктори и 40 медицински сестри. Исто така, значителен број едукации годинава се реализирани и во болницата Токуда во Софија, во Бугарија, Централната војна болница при Карловиот универзитет во Прага, по Чешка, како и во Кина, Јапонија, Белград, Загреб, Италија, Соединените Американски држави. Изминатиот период тимови од Министерството за здравство посетиле повеќе медицински центри во Германија, со кои ги разгледуваат можностите за воспоставување соработка и овозможување доктори од Македонија да се едуцираат во иднина и во овие европски медицински центри.